Кога му гори на Ахмети, треба сите да гориме. Е тешко. Планот на Дуј е пробиен. Инцидентите од четвртокот се добро смислено сценарио, налик на шарената револуција за предизвикување жртви, а со тоа и пат на владата на Мицковски. Требаше да се испровоцира неконтролирана прекумерна реакција на полицијата. Таа реакција да ја предизвика толпата да се мобилизира и да возврати и сето тоа да заврши со пукање во кое би загинал некој цивил. И така да се вратиме во 1997 година или не дај Боже во фамозната 2001, кога нели се роди Дуј. Со крв на улица требаше да се принуди коалицијата Вреди да излезе од владата затоа што ете наводно не ги бранеле албанците. Иако таквата влада би преживеала со 64 пратеници, таа би била без албански партнер и без капацитет да преземе било што посериозно. Посебно не да почне да се справува со корупцијата на изминатата власт. А токму таквата битка со криминалот е тоа што им влева страв во коски на Ахмети и компанија. Се плаша дека нивните заштитници во правосудството ќе паднат и дека наскоро ќе треба да одговараат за се што правеле досега. Нема веќе да имаме обвинители и судии со слаб имунитет, па кога ќе треба да се гони некој од ДУИ или од СДСМ, да добиваат настинки, да закачуваат вируси, диареја и слично. Не, доаѓа време на одговорност. И тоа нема врска со правата на албанците или меѓуетничките односи. Е токму тоа е мотивот за скврнавање на македонското знаме. И тоа е мотивот за да Ахмети нели тврди дека во Македонија била загрозена меѓуетничката стабилност и дека се враќале условите кои биле причина за војната. Тоа е мотивот што кука за балансерот, што кука за законот за двојазичност и на крај што кука што дека во власта не биле застапени албанците и тоа било сериозна закана за мирот. Значи не е ни желба за власт, туку страв дека некој од кај нив ќе одговара за тоа како неговите внуци преку ноќ станаа милионери, или кој е ќарот на Груби со проектот од 2 милиарди евра за автопатите, или бизнисите со државната лотарија, Соравија, Eurovија и слично. За среќа, ваквото сценарио барем засега не успева и нивните црни сценарија се добро осуетени од премиерот Мицковски и неговиот тим. Ги осуетија мотивите, направија добра проценка и избегнаа да се влезе во вакво крваво сценарио. Пред некоја недела реков, командантите на Дуј еднаш ги сменија војничките униформи со костуми и вратоврски. Сега ќе треба повторно да се откажат од костумите и да ставаат униформи, но не војнички, туку веројатно пругасти, затворски.